Добар ден и од мене. Поздрав до сите присутни. На почетокот на вистина би сакал да истакнам еден факт, дека ВМРО ДПМН како политичка партија секогаш отворено говори за сите теми. Ако говориме за темата екологија, верувам дека сме најдобро организираниот партиско-политички субјект во државата со јасна програма и визија, отворено кој говори за сите овие теми, меѓутоа не само што говори, туку и ги решава. Независно дали се работи за тоа партијата дали е на власт на централно ниво, на локално ниво или дали ВМРО ДПМН е како опозицијска партија, секогаш функционираме во насока да даваме решенија, да даваме предлози, затоа што сметаме дека тоа е од интерес на граѓаните на Република Македонија. Во изминатиот период, како политичка партија, имаме направено многу проекти и кога говориме во делот на заштитата на животната средина, тука се екзактно. Значи, имате мерливи податоци, имате видливи податоци. Како еден од најголемите еколошки проекти кои е направен во Република Македонија, тоа е проектот за спас на Дојранското езеро. Еден огромен проект кој во себе ја има не само еколошката компонента, тука има и социјалната, ја има и економската компонента, за која говореше и господинот Делев, во делот на поврзаноста на економијата со екологијата и од еден еколошки проблем, ние како политичка партија сериозно му придовме на тој проблем, сериозно се направија сите анализи и со реализација на проектот за спас на Дојранското езеро. Ние не само што го спасивме езерото како во делот на еколошкиот аспект со враќање на водата во езерото, ние го спасивме целиот тој регион на Дојран, на Богданци, на Валандово, на Гевгелија, на Струмица и на некој начин тој простор сега од околу над 200.000 жители живее и ден денес. Ние секоја година сме сведоци дека бројот на туристи расте се повеќе и повеќе, не само за летната сезона која трае, да кажеме, од 35 до 40 дена. Ние веќе имаме едни продолжени временски рокови каде што туристите го посетуваат Дојран и за празници, и за викенди, меѓутоа и самата клима во тој реон на Република Македонија укажува дека просторот е предизвик, просторот дава огромни можности за развој, не само на еколошкиот туризам, туку и за сите оние аспекти за развој на целиот тој регион. Параметар, кој што кажав дека се е мерливо. Ако пред еколошката катастрофа една куќа во Дојран се продаваше за 3 до 5.000 евра, истата таа куќа денес ако сакате да ја купите кошта 50, 60 или 70.000 евра. Апсолутно. Погледнете го само каков е транзитот на граничниот премин кај Дојран и кај Дојрани. Значи, нема поголемо задоволство кај сите оние кои сме вклучени во оваа бранша, сите кои работиме заедно како тим, значи на оваа проблематика, кога ги слушнете овие резултати, кога ќе видите како се развива овој регион и на некој начин знаете дека сте помогнале за граѓаните кои живеат таму да останат на своите огништа. Нема ништо полошо од тоа да почнат луѓето да се селат, да си селуваат од местата каде што живеат. Дојранчани веќе не се селат. Таму имаме процес каде што веќе луѓе купуваат кујки, градат кујки во целиот тој регион. Значи Дојранско живее. Со еден еколошки чекор ние сме постигнали и социјален и економски напредок на целиот тој простор. Паралелно со тоа, тука можем да го земам и Преспанското и Охридското езеро, кои ги третираме како еден цел комплекс со реконструкција на пречистителните станици во езерани и колекторскиот систем комплетно во Охридско-Струшкиот регион со пречистителната станица во Враништа. Сето тоа гледано со Галичица како национален парк представува еден сериозен предизвик, еден сериозен потенцијал за развој и на еколошкиот туризам, а тоа е еден дел од оние проекти кои во една поширока, интегрална и интердисциплинарна насока ќе бидат презентирани и пред македонските граѓани, меѓутоа и пред целата светска јавност. Како политичка партија сакаме да пратиме една порака дека треба да се почитува она што е направено.
дека не смее да се застане или да се стопираат проекти кои се од интерес на сите граѓани на Република Македонија. Не смее да се дозволи депонијата во Струга да ги загадува граѓаните. Во Струга живеат и македонци, и албанци, и турци, и бошњаци, и роми, живеат од сите националности. Сите се трујат. Затоа кога испраќаме порака, ние испраќаме јасна порака. За животната средина не постојат етнички, не постојат верски, не постојат национални граници. Сите се бориме за незе. И затоа кога праќаме пораката секогаш е јасна. Не гледаме дали некој е таму од друга политичка партија, дали сме таму на власт или таму сме на опозиција. Одиме со јасен и чист и конструктивен предлог. Да, тука сме во секој момент, се што треба да се помогне да се направи. И затоа ако ќе ги слушнете, представниците на ВМРО-ДПМН, дали се од локалната самоуправа, дали господин Оделев како член на владата и заменик министар за економија, дали господинот Чибишев поранешен, дали колегата Чибишев како телен пратеник или доктор специјалист во својата област, со сите овие работи кои ние денес овде ги кажуваме како порака дека во секој момент, на секој место ние сме спремни да помогнеме за нашата држава и за сите граѓани. Резултати покажуваме, буквално и на централно и на локално ниво. Затоа што државата Република Македонија ни е приоритет во секоја смисла на зборот, а исто така ни е приоритет и секој граѓанин на Република Македонија, независно на која точка од нашата територија се наоѓа неговото место за живење. И затоа кога работиме проекти кои се од комплетен интерес за сите граѓани во секоја област. Еве ќе кажам третманот на отпадните води. Се гради пречистителна станица во Струмица, се гради во Прилеп, се гради сега стратегијата и во Скопје, да ги заштитиме водите. Гасификацијата која беше спомната, во многу нешта ќе го намали товарот на загадување на воздухот. Тоа е за доброто на сите граѓани на Република Македонија. Започнавме неколку проекти кои како влада ги презентиравме и беа многу добро прифатени од граѓаните на Република Македонија. Два ќе споменам само еве сега во овој момент. Субвенционирањето за грејењето на пелети. Тоа е проект кој е добар, кој треба да се поддржи и кој треба да продолжи во делот на субвенционирањето или купувањето на печки за грејење на пелете и котлите. Понатаму, вториот проект кој сакам да го напоменам е субвенционирањето за купување на автомобили на електричен погон, електроавтомобили. Тоа во многу нешта ќе стимулира и економијата, ќе ги стимулира и граѓаните да инвестираат во таков вид на автомобили на сообраќај. Да не говорам дека тука ни се сега и новите електроавтобуси кои се планирани за во градот Скопје. Стратегијата на ВМРО-ДПМН е јасна. Ние во овој момент сме политичка партија која функционира опозиционо. Нашите предлози вака јавно ќе ги кажуваме и на трибини, и во парламентот, и во локалната самоуправа, и јасно сакаме да испратиме порака до граѓаните на Република Македонија дека ние сме за нив тука и дека набрзо со проекти, со дела, повторно ќе бидеме политичка партија која ќе гради за Република Македонија и која ќе води владата на Република Македонија. Меѓутоа, уште еднаш, иако сме опозициона партија, отворени сме со предлози, со сугестии, затоа што Република Македонија и граѓаните ни се на прво место. Јас толку би имал, така да... Благодарам, ако има некој прашање.